дека во здравствените домови има по еден, Нема двајца, тројца. Нема. Има домови што немат ни еден педијатар. Домовите, овие големите, можда имат. А другите амбуланти, што имат по еден, по два матични лекари, немат. И после, ќе кажат они нашите, имаме, одиме на дежурен во... или ќе ми се јават по телефон, многу тешко е детето, бевме отидени на дежурен во Јане Сандански. Ни даде амоксиклав и ни рече, одите на детска клиника. Тоа е точно. Истата Ја можам приказна, да го значи, потврдам. Да. Од Министерството за здравство имаше некој проект пред една година, тоа е тој пункт педиатриски. Да, кој што не, ја можам Не да знам кажам како дека не функционира. функционира, заради тоа што пациентите кажуваат. Они оделе, знаат дека таму треба да се оди, али ќе ода, ќе ми кажи оди во Козле или оди на детска клиника, а сируп, амоксиклав обавезно ќе му даде. И тоа употребата Какво е вашето искуство? на антибиотиците, што ние сме против употребата, секогаш на дежурство дават антибиотици. Со тој пункт. Значи, јас... Лекари од вашата клиника одеа да дежурат Да, таму. одеа. Мислам дека не повеќе одат. не одат и не знам дали, мислам и како Мислам, функционира која е тоа, логиката да професор одат кога можат и кај вас да дојдат? Апсолутно, се троши, они преферираат ресурси кај нас се да трошат. дојдат и доаѓаат кај нас. Мислам, не знам, ова ќе го кажам. Не знам дали функционира или не функционира, меѓутоа бројките кај нас се исти. Значи, бројките на пациенти прегледани во тие деноноќија се исти.